Бојан Стојановски му поставува пратеничко прашање на Христијан Мицковски за укинувањето на законската одредба за линеарно зголемување на пензиите. Христијан Мицковски денеска излезе со тврдење дека Уставниот суд веќе донел одлука за укинување на законската одредба за линеарно зголемување на пензиите и веќе наредниот месец најголем број од пензионерите или некои 70% ќе добиваат помали пензии. Што се однесува до линеарното зголемување, Мицковски рече дека одлуката била веќе донесена и подпишана, зашто ја нападна судиката Добрила Кацарска, иако не го спомна конкретно нејзиното име. Таа судика Мицковски ја нарече архетип на неправдата. Сега вака, Христијан Мицковски тезата за тоа зашто мора да го користи уставното име на државата Северна Македонија е затоа што тој морал да го почитува уставот на државата и ако они не го почитувале, како можеле да бараат од некој друг да го почитува уставот, законите на државата? Еве да речеме дека се согласува. Ако е така, зашто ВМРО ДПМН донело неуставен закон за зголемување на пензии? Иако знаеле, биле свесни дека тој закон се коси со уставот. Ако нивна најголема цел у нивново работење е да работат по закон, пропис и устав, зашто носат ваков закон? Кој што може да падне на Уставен суд. А во исто време кажува дека користи Северна Македонија затоа што го почитува уставот. А неговата пратеничка група, владата предлага неуставен закон за зголемување на пензии. Да не му беше тоа само за да има употребна вредност додека не поминат локалните избори. Да гласаат пензионерите, да ги излаже пензионерите повторно, а после да биде се шегувавме. Еве Уставниот суд е крив, Кацарска, архетипот и така натаму. Што е многу интересно. Уставниот суд после излезе и со демант. Практично велат дека таква одлука не донеле.